А сега е време за гости. Како што ви напоменав на почетокот, за гостите денеска е задолжена мојата драга колешка Слободанка. И имаме тема која што навистина сум убедена дека ќе го сврти малку вашето внимание, па и вашата енергија, бидејќи од сите оние грижи во дневно-политичките настани, навистина ни е потребно малку и да се одвлечеме на нешто сосема поинакво. Нашите гости се ова утро од националната установа Музеј на Македонија, Наде Костадиновска-Спасеновска и Милан Пејовски, кои што ќе ни кажат за една многу убав проект кој што е наменет за најмладата генерација. Добро утро и добре ни дојдовте. Слободанка, верувам дека без оглед на временските прогнози денеска ништо нема да не попречи да имаме добро расположение, така нели? Да, јас секогаш тоа го велам, времето никогаш не дозволувам да влијае на моето расположение, па дури некогаш и студеното време и дождот знаат да ми го разубават. Да инспирираат и да го разубават денот. Добро утро до тебе и благодарам за најавата. Добро утро и за, се разбира, нашите гледачи. Сузе, тука си. Како и впрочем секогаш, ќе се вклучиш во нашиот разговор. Предност на гостите, повелете. Секако. Веќе ве најави мојата драга колешка Сузе, од Музеот на Македонија ни доаѓате. Еве, ќе ви посакам и јас добро утро и добре ни дојдовте. И навистина имаме една убава, интересна тема на која што ќе разговараме ова утро. Добро утро. Се надевам дека сме со врските сигурно. Во колку часот се отвара Музеот на Македонија? Во 8 часот, меѓутоа за посетители е од 9 часот. Така. Многу ме интересира, Мики, како започнува еден работен ден во Музеот на Македонија? По припрема на салите, за да ги пречекаме гостите. Така. Припрема административно, се тоа да изгледа безпрекорно. И ги чекуваме првите гости, доаѓаат. Што значи секој ден си носи нешто свое? Како кај нас во утринската програма различни гости и кај вас исто така. Ме интересира Иве кога веќе споменавме нели гости. Кои во текот на годината, во кои месеци најмногу имаме посетители? Дали во летниот период па после оди затишјето или пак нема апсолутно никаква врска ова што јас го кажувам? Зависи кои гости. Во летниот период секогаш се нели странските туристи присутни, меѓутоа веќе како што започна учебната година, а особено септември, на октомври месец, тука се учениците од училиштата. Што значи секогаш имаме посетители? Так, да, од градинките. Па вас ви е можно интересно да ви кажа. Па да. И токму дојдовме до таа идеја да реализирате еден прекрасен и преубав проект токму за нашите, како што веќе ги споменавме. Ете како се надоврзуваме со разговорот со дечињата, проект кој ќе ги едуцира помладите од училишната возраст, затоа што она што е наше, македонско, традиционално, носи, пари, сите оние артефакти кои што ги има во музеот, едноставно да им ги пренесеме на учениците, затоа што на таков начин можеме исто така да допреме до нив, за да ја разбудиме повеќе она љубов кон она што е наше македонско. Мики, како дојдовте до ова, еве, ќе кажам, преубава идеја? Така, ние одржуваме работилници за деца, кај нас во самиот музеј, но сепак размислувавме со колешката, тоа беше нејзина идеја првично. Браво. Да. Како можеме не само децата да доаѓаат кај нас, туку да идеме и ние кај нив да ги посетиме. Ве инспирира? Да, поготово имаме ние категорија на деца од 3-то, 4-то и 5-то деление. А знаеме, оваа категорија на деца е малце погодена од ситуациите што ги имавме во нашава држава, од короната, нели со бомбите, дојавите, значи децата многу отсуствува од нас. Така. И сакавме некој малце образованието, едукацијата од музејски аспект да ја подигнеме малце на повисоко ниво. И затоа почнавме веќе да идеме првим Скопје, регионот на Скопје да го фаќаме. Па после зашто да не да идеме и понатаму, да идеме и другите градови. Можеме и да погледнеме во моментов работилница, еве да кажам како се реализира токму овој проект. Значи вие одите кај нив и едноставно се ви овозможуваат од училиштето, нели, да држите, да кажам, ете еден час, да одржите еден час со учениците за да им ги представите сите оние наши македонски традиционални вредности. Преку видео презентации представуваме кој што може да видите и предмети кои што ги носиме со нас, да биде тоа се поавтентично, поубаво.
Децата се многу заинтересирани. Да, тоа сакав, тоа ми беше дури следното прашање, Наде веќе ни каже, дечињата се секогаш љубопитни, да кажам, нели? Меѓутоа, дали се љубопитни? Љубопитни знаеме во последно време за што се најмногу, меѓутоа многу ме интересира сега, Еве, дали од училишната возраст која ги споменавме, од 3-то, 4-то, 5-то одделение, дали го привлекуваме нивното внимание да научат нешто повеќе за Македонија? И што е она што им го презентираме? Тука им презентираме пред се теми прво од нашата култура и традиција, но беа заинтересирани наставничките и за теми од историјата, па така да ги опфативме и Јасно, Милинден, Крушевското востание, меѓутоа децата да се заинтересирани, особено тие од 3-то одделение, кои се и најинтересни, сакаат и да ја пробаат носијата, нели има дополнителни прашања. Значи, кога почнавме со проектот, пред се беше наменет само за нели 3-то, 4-то и 5-то одделение, меѓутоа каде што имавме побарување, на пример, и за 8-то одделение, веќе сме сега и во средните училишта, 2-та, 3-та година, така да меѓутоа само се променува концептот, нели, согласно генерациите, возраста на децата, меѓутоа секаде наидовме на еден убава атмосфера од дечињата, од наставниците, сите се презадоволни бидејќи ваков проект и прв пат се случува кај нас во Македонија. Да, значи, пред се да знам дали пред се нели наставниците, учениците и наставниците доаѓаат во музеот. Еве еден апел до сите, значи и тие што не дошле, музеот без разлика кој да е, која музејска поставка треба да се посети, бидејќи музеите не се само промотори, чувари на културното наследство, туку и на современата култура, и во нив навистина многу се учи. Меѓутоа, ние решивме да излеземе малку од таа, да кажем, музејска атмосфера и да поидеме по училиштата. Сега вие да одите кај учениците? Ете така, бидејќи забележав дека во образованието малку нашата култура и традиција е на завидно ниво и колку и да одиме напред, нели, со модернизација на општество и на образование и на се, исто така може да се модернизира и дигитализира и нашата култура и традиција, меѓутоа сепак да биде обележен на нашиот идентитет, кој сепак нашите деца мора да го научат. Па тоа е прекрасно кога ве имаме вас, токму да им го пренесеме она на нашите дечиња кое е најпотребно, или ке кажаме ве народски она што е наше македонско. Така, од векови, повели Сузе. Јас би сакала да ви се вклучам малку во дискусијата со оглед на тоа дека сите ние како возрастни луѓе, па и децата понекогаш имаме недостиг од време за да издвоиме време и да посетиме нешто што е многу битно да знаеме дека го имаме во нашава земја, и за жал поразителен е фактот дека во институција како музеот често одиме, не често, туку не често одиме ако ни дојдат некои многу важни гости од странство, па се размислуваме каде да ги однесеме, се разбира, освен во ресторан на некое традиционално јадење, многу ретко наоѓаме прилика да ги однесеме и во музеј, но некогаш странците сами инсистираат да погледнат ваков тип на нешта кои ќе им дадат многу поголема слика за една земја. И сакав да прашам дали македонците толку често ги посетуваат музеите, колку што странците кога доаѓаат сакаат да бидат присутни и да се запознаат со дел од нашето минато, нашата историја. Па почести се странските посетители. Македонските посетители повозрастните. Така, да, и најверојатно така си мислиме дека знаеме се за нашата култура и традиција и многу поретко ги посетуваат музеите, меѓутоа можеби за тоа и треба да се почне од многу порана возраст и да се учи на таа, нели, еден вид култура на посета на институции од таков тип. Да, затоа што мислам дека кога вистински би си ја знаеле ние културата, историјата, традицијата, не би дозволиле баш така се да поминува во оваа наша земја, пиши бриши историја и ред работи кои ни се случуваат, а ние само молчиме и само си ќутиме и чекаме некој друг да во наше име да се бори за нашиот идентитет и за нашето постоење, што е поразително исто така. Благодарам. Благодариме, Суза. Убаво да... Она што мене ме интересира, веќе се надоврзам, веќе навистина оваа прекрасна идеја почнавме да ја реализираме во Скопје, меѓутоа и низ цела Македонија, најверојатно. Ме интересира до сега, што е она што учениците најмногу ги скокотка вака? Кои прашања им се во нивните размислувања? Што е она што најмногу ги интересира? Па,
како што сме врзани сите со политика, најчесто тие политички прашања не можеш да ги изоставиш. Дури и кај дечињата. Да. Пример темите кои што се да речеме конкретно за парите, или ги кажуваме од потеклото на парите од 5 век племето Дерони кој што бил тука на ова поднебје до денешното. Па се за кралствата македонски, Александар Македонски, за у време на Гоце Делчев какви пари. Најчесто тие термини најмногу ги скокот кај ги интересира. Да, ги интересира и прашуваат прашања, премногу прашања, зашто предавањата ни се интерактивни, современо со прашања и одговори. Тоа е добро што имаат премногу прашања што ги интересира. А децата имаат премногу прашања, ги интересира буквално за се. Тоа е одлично. Одличен показател дека имаме едни генерации кои што навистина ќе сакаат ете со љубов да си го чуваат она што е наше во македонско. Обелече, што е она што музеот можеме да погледнеме, еве Суза ја вметна таа тема, што е она што ние не го можеби знаеме, а го има во музеот? Во музеот имаме постојана етнолошка поставка која може да се види во секое време. Потоа повремените изложби, привремените изложби, кои што ги имаме исто така постојано. Еве сега моментално се подготвува нова изложба, историска изложба, која исто така ќе биде многу интересна. Значи, ние постојано објавуваме на нашата Facebook страна, имаме разни настани, се подготвува еден проект кој се вика Мајка, ќе биде приказна за мајката, почнувајќи од археолошки музеј, низ 4 музеја до современа уметност музеот, исто ќе биде наменет за деца од училишна возраст, така да постојано имаме нови активности, да, идеи. Тука и нашето колеги едукатори кои што постојано работат со децата од училишна и предучилишна возраст и си имаат своја програма која реализираат исто така преку една убава представа на крајот, нели, од завршетокот на програмата. Така да има постојана активност. Така. Мики, од кој до кој век датираат сите оние предмети кои се пронајдени од страна на нашите археолози во музеот? Па, имаме, да речеме, од 10 век, 7-8 век пред нашата ера. Тоа е навистина она што е дури воодушевувачки. Па се до во оригинално, да кажеме, дека во музеот се сите оригинали кои се пронајдоци, кои се пронајдени од страна на археолозите. Ме интересира дали сега во ова време се уште се пронаоѓаат од било кој век да е пронајдоци, имаме ли археолозите, ја работат ли својата работа, ви носат ли нешто ново во музеот? Археолошкиот музеј е одвоен од нас, значи не сме повеќе со археолозите. Ние сме етнолошки, историски и историја на уметност имаме област. Така да етнолошките предмети се од крајот на 19 почетокот на 20 век, секако таа е понова историја. Меѓутоа археолозите нели се веќе во археолошкиот музеј. Значи се раздвоите. Добро, како и да е со оглед на тоа дека мислам дека кога бевте тука имавме и археолог и разговаравме со него. Но добро, како и да е, сепак тоа е она што е наше убаво и за носиите, од каде ги собираме, од каде ги имаме? Од сите краишта? Носиите се од цела Македонија, не од етничка Македонија, значи имаме носии од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија, од цела Македонија на наша територија. Така да буквално од секаде сите тие се изложени, околу 62 изложени носи имаме во нашата постојана поставка и секако и се она што опфаќа од култура и традиција од минатото може да се види, тоа голема постојана етнолошка поставка. Се раскажува ли за носиите како се тие изработени, на каков начин? Особено и кога ќе дојдете во музеот, нашите колеги водичите го кажуваат сето тоа, меѓутоа не може толку да се обрне внимание, да се посвети на пример само на една тема, бидејќи мора нели да се посети и се. За носиите почнуваме кога предавам од начинот на ткаење, па се понатака до најтешката носија која што се наоѓа во Македонија. Таа е Мариовската носија и тој ми е најинтересно и на дечињата кога ќе кажам колку тежи и виднаш па како ја носеле тогаш, дали можеле да ја носат. И така да интересно име навистина сакат и да облечат некоја носија, тука се и различните прикривала за глава, различните плетења на косата и сето тоа име навистина многу интересно.
Тоа е многу добар показател, кога младите се интересираат. Знаат и да запеат некоја песничка. Да, македонска убава. Да. Тоа е само да ги учиме на она што така се зачувува нашата традиција, така се продолжува нели од колено на колено, од генерации на генерации. Ајде уште да споменеме, кажавме дека во Скопје веќе се овие едукации на предучилишна возраст нели училишна возраст од 3-то, 4-то, 5-то оделение, кажавме дека и во средните училишта исто така го реализирате овој прекрасен да кажам проект. Но во другите градови бевме? Во Скопје опфативме 4 општини сега за сега, значи Аеродром, Кисела вода, Газибаба и Центар. Потоа бевме во општина Берово, Пехчево, село Русиново, Виница, потоа општина Куманово, Крива Паланка и Ранковца. Сега за понатака ќе видиме, моментално сме повторно во Скопје тука во нашите општини, А запознаени ли се дечињата со историјата на нивниот крај? Па да, например во Паланка, Крива Паланка, често го посетуваат и тамошниот музеј, во Куманово веќе и музеот во Куманово прави доста активности, дечињата исто така го посетуваат, така да од тој дел се запознаем. Малце е проблем повеќе од тие што се порурални места, училишта тие немаат многу можност за шетање, за одење, за движење. Треба нешто да се превземе конкретно токму и за нив за да зашто да не имаат таа можност. Процес, не сите училишта имат можност да ги изнесат децата надвор, така да можеби за тоа овој проект е добар за да може да се запознати во тој аспект. Она што јас сега ова го имам во моите раце, ќе ми кажеш, Мики, за што конкретно се работи? Да, ова е награда која што ја добивме за проект на годината, музејски проект на годината за музејски едукации од ИКОМ. ИКОМ е светска организација за музеите, што нас значи го потврдува тоа што го работиме ние. И сме премногу задоволни што ја добивме оваа награда. Од голема конкуренција, мислам дека вреди. Како не, секоја чест на вистина. Да се пофалиме, зашто да не. Затоа сме тука. Јас би сакала еве на самиот крај да ја искористиме последната минута, со оглед на тоа дека прекрасно ни доловивте на вистина што е она што музеот на вистина со љубов исто така го работи за да пренесеме на идните генерации она што е наше убаво традиционално и така натака. Што е она што можеби имате и како некоја друга идеја? Сигурно дека ви се родила некоја друга идеја покрај оваа што ја имате. Идеја има премногу. Да. Што се однесува за дечињата и пренесување на нашата традиција. Понекогаш и така и немаме време кога сите можеме да ги стокнеме за да може да се реализираат, меѓутоа има на пример објавивме минатата година и ликовен конкурс на кој навистина беа пријавени доста дечиња. Сега следи изложба од тој конкурс, каде што дечињата фактички сами ќе подготвуваат таа изложба. Има неколку деца кои што беа заинтересирани се пријавија. Има и многу други активности, не само поврзани со децата, така да се тековно. Тоа значи дека Мики Македонија ја сакаме. Ја сакаме. Да, тоа е добар показател. Со оглед на тоа дека вие веќе сте биле во училиштата и најмногу можете да препознаете колку се дечињата заинтересирани и навистина се радувам ова што го слушнав ова утро и многу ви благодарам што бевте наши гости, па се надевам со следе некој проект повторно ќе се видиме. Благодарам. И јас многу се радувам особено за овие проекти за најмладите и топло препорачувам на сите наши гледачи кои што се и од возрастната се разбира публика, доколку немале можност досега да посетат некои од музеите во нашиот главен град, да го направат тоа најбрзо што можат и дури тогаш кога ќе ги видат сите артефакти, сите постановки и се она што располагаат нашите музеи, и етнолошкиот и археолошкиот, особено археолошкиот, дури тогаш ќе ви стане потполно јасно зошто имаме ваква ситуација каква што имаме последниве десетина години, особено интензивно последните 2-3 години, и зошто ни ја негираат историјата и зошто би сакаат да ни го земат идентитетот и да ни избришат дел од нашата историја и од нашето постоење. Благодарност уште еднаш за нашите гости.